Сомнителни се стотина илјади фантомски избирачи. Кој и како ги злоупотребувал нивните имиња. Неприфатлива е амнестија за изборни измами, се огласи Европската Унија. Уставна криза и морална декаденција, велат мудрите македонски професори. Дали е возможна колективна амнестија на владеачките функционери за злоупотреби со гласањето? Каде и како председателот Иванов ќе постави барикади за демократската ерозија во Македонија? Кога уставните суди ќе го проблематизираат и специјалното обвинителство, пред или по апсењето на криминалците од власта? Специјалистите по кривично право и политичка етика, Воислав Стојановски, Беса Арифи и Дејан Донев, вечера во топ тема со Александар Чомовски. Добро вечер. Воведот го чувте во вестите, сега имам една обврска да го извинам Воислав Стојановски, доктор Воислав Стојановски од кривичар од Транспарентност, кој во последен момент има семејни проблеми здравствени и не можеше да дојде. Моите вечерашни гости се предизвикот да имаат двојна улога, да коментираат одлуки што ќе имаат долгорочни последици, а да се врзуваат со дневна реакција откако ДИК или извори во ДИК соопштија различни резултати, но во секој случај потврда на тоа дека масовна е разликата меѓу регистрираните избирачи и компаративните анализи во кои покажуваат дека има дубиози негде 200.000, негде 300.000, негде до 500.000. Твитер заедницата реагираше, вклучувајќи една реакција која не мора да биде фактичка, статистичка, но ми стана индикативна. Во Охрид велат имало толку избирачи колку што има жители, или 2-3 помалку на избирачкиот список. Ни деца, ни заминати, иако од Охрид важи за еден од градовите од кои емиграцијата економска е една од најсилните во државата. Како што веќе знаете, Уставниот суд го прогласи за антиуставен законот за помилување, односно решението со кое му се ускратува, му се враќа правото на помилување на председателот на државата, вклучувајќи ги изборните манипулации, заштитата на одреден начин и правото на помилување и на педофилите, што предизвикува огромна реакција кај дел од страдалниците и јавност. Народниот правобранител, например, изрази голема загриженост за донесената одлука на Уставниот суд за укинување на законот да помилува лица кои се гонат или се осудени за кривични дела против половата слобода и половиот морал, сторени спрема деца и малолетни лица. Тоа создава дополнителна атмосфера на политичката аморалност, за која еден од нашите најафирмирани универзитетски професори, кривичарот Ѓорѓе Марјановиќ, проговори јавно дека веќе не се работи само за прекршување на законите, за декаденција на моралот, туку и за сериозна уставна и вкупна политичка криза. Професор Донев, од аспект на реакцијата врз основа на правото на изразување на револт, врз основа на сублиматот, какви се етичките стандарди и норми, како ги доживувате овие одлуки на Уставниот суд? Најнапред добро вечер. Благодарност и пофалба за упорноста, нели, конечно да дојдам овде покрај сите обврски кои што ги имам, меѓутоа и од друг аспект и покрај мојата, ајде така условно кажано да го наречам, ескапистичка форма во последно време, иако не се работи за класичен ескапизам, колку што се работи повеќе за резигнираност од се она што се случува. Како го доживувам? Едноставно го гасам телевизорот. Меѓутоа, тоа не е решение, особено затоа што она што се случува многу потсетува на филмски сцени од типот караванот оди, кучињата и натаму ќе лаат колку што можат и до каде што можат,
а согласно на синдромот на малите деца, јас и понатаму, нели, односно другите и понатаму нема да го слушаат оној кој што е татко на нацијата или татко во семејството или аристотеловски кажано нема да ги почитуваат 4 столба на кои што почива покривот на една куќа, ќе го тераат своето се додека истото не падне. А она што ќе падне е покривот. И она што ни се случува е лека полека керамидите паѓаат, лека полека улуците се одвојуваат. Прашање е кога и столбовите ќе паднат, затоа што видливо е дека во поголем процент веќе се разнишани. Истото ви го констатира и предмалку споменатиот професор и колега, нели, Марјановиќ, кога вели дека имате сериозна криза покрај целата декаденција и така натаму. Тоа ви го покажува и структурата на гостите со кои што сме вечерва. Зошто? Во сите емисии тоа едно те исто, нели, го кажувам, се надевам дека ќе најде на разбирање некаде, кога ќе викните етичар во студио или кога ќе побарате мислење од него, тоа значи дека реално имате проблем. А кога ќе ги ставите во иста просторија со правници, тоа значи дека етиката веќе не ви е потребна, затоа што правото е последната инстанца. Ако вие му кажувате имате канта за отпадок овде и не смееш тоа да го правиш затоа што не е добро за тебе, а он и натаму го прави, тогаш законот вели бркни во джеп и дај 50 евра. Па ако е добро за тебе, нели, продолжи да го правиш и натаму, али не верувам дека некој би го направил. Во таа смисла, кога сме во ваква констелација, сосема е оправдана вашата забелешка. И она што ни се случува, а начинот на кој што ние го доживуваме, нели, пред се како индивиду и субјективно, во ниту еден случај, освен кај оние дебело платените, би рекол, не наидува на оправдување. За правото, слободата, робството и Уставниот суд пишуваше во колумна мојата вечерашна гостинка Беса Арифи, универзитетски професор од кампусот на Југоисточна Европа. Вела дека правото треба да одлучи со затворени очи и уши, во смисол што правото треба да реши така како што е праведно за сите без никакво влијание и под никаков притисок. Оваа констатација што може, макар на прв поглед изгледа стереотипна, нели? Сите помалку ја знаеме или сите повеќе ја експлоатираме. До таа степен ве испровоцира за да ја рецензирате одлуката на Уставниот суд во која ја ставате под сомневање и мотивацијата и последиците. Најпрвин добро вечери од мене. Чест ми е да бидам во вашата емисија и што се однесува до мојот текст и до одлуката на Уставниот суд. И зашто така токму значи сакав токму со тоа да го започнам тој мој текст е бидејќи сметам дека независноста на судите и на судството воопшто потекнува од повеќе, значи, фактори, од кои најважен и не само според мене, туку и според други луѓе кои што тоа го проучуваат, најважен фактор е токму тој внатрешен фактор или пак тој внатрешен интегритет на судите. И тоа ме поттикна да го пишам тоа на почетокот, бидејќи навистина сметам дека без разлика колку се развиени законите во една земја и каква независност вака објективна обезбедуваат за судиите, сепак тоа последната нивна оценка значи зависи директно од нив и затоа значи јас сметам за многу проблематична таквата одлука и особено заради начинот на кој што беше така експресно донесена и со такво стеснато мнозинство, значи тесно мнозинство и заради многу други проблеми што сме. Има чудна коинциденција или на одреден начин мотивирачка состојба во која уставните суди практично се осведочија за колкав обем на можни изборни измами се прави со објавувањето на така наречените фантомски гласови. Бидејќи ако тргнеме од правилото дека и еден прекршок и едно сторување на кривично дело е доволно за битие и доволно за казна, а овде имаме сомневање дека се работи за масовен грабеж на идентитетот или нерегистрирање на избирачките списоци. Од тој агол, за вас 20-та, мислите дека Уставниот суд немал во предвид дека ова може да ни се случи и дека побрзал да ја донесе одлуката за да ги заштити, да речем условно, фалсификаторите на
најголемата трансформација на идентитетите во Македонија? Па, човекот не знае друго што да мисли. Чим тоа се донесе во толку брзо време и токму во овој тајминг, во овој период и на ваков брз начин, замислите за помалку од месец сето тоа се заврши, а знаеме дека постапките пред Уставен суд траат многу повеќе од тоа и судот во многу други случаи на друг начин реагирал и многу поспоро реагирал. Не ни кажува ништо друго освен дека навистина се брзаше само да ја донесе оваа одлука заради овие причини што и вие сами ги спомнувате. Особено, мислам, тоа се докажува со ова денес, мислам, тоа и се знаеше и од претходно имаше шпекулации, гласови и сето тоа, но денеска се зборува веќе за некои сериозни и многу алармантни бројки, дури застрашувачки бројки, и сето тоа кажува дека навистина се работи за многу голем криминалитет, значи на голем криминалитет од таа област на избирачкиот систем и тоа уште повеќе, значи, го доведува во прашање зошто токму сега ваква одлука од Уставен суд и дали, мислам, после 7 години токму денес беше денот кога за тоа требаше да се одлучи. Тоа од политички аспект сигурно кажано важно, но сепак, значи, самиот тајминг е важен и самата порака која што се пренесува е навистина, значи, доста треба да се зема предвид и треба навистина сериозно да се размислува околу таа. Зашто ни се одзема правото да бидеме критичари или да бидеме проследувачи на одредени девијантности, вклучувајќи ги и одлуките на Уставниот суд, на Конституционалата? При што, например, се критикуваат протестите, но не се забележува дека Уставниот суд живее во својата чаура на самодоволност без гласноста на јавност. Да се повикам на една често користена формулација на еден мој драг колега или од работа, кој што вели не е многу оптимистички, не е многу ветувачки се додека во државата работите ви се случуваат или ги решавате на улица, односно зад затворени врати. Поврзувајќи се на коментарот на Ван Хоите од вчера или од денес ми се чини, кога вели затворена е за јавност седницата затоа што се брка глушицот. И тој треба да биде фатен, па потоа ќе ги отвориме вратите. Што многу символично кажува зошто сме тие 10 светлосни години наназад за Европа и така натаму и така натаму. Начинот на кој што тоа се прави или контекстот во кој што тоа се прави е она што навредува. Иако, најчесто кај нас, последните 25 години, народот секојаш се сведува на безглавна, обезглавена, обезличена маса, психологија на масата, која што нема свое мислење, има свое мнение. Тоа и Хегел го потврди, тоа нашата пракса најдобро го илустрира, затоа што сме со кратка меморија. Начинот на кој што се пенетрира или се обидува да се влезе во таа кратка меморија само преку сензационализми. И од тука е јасна приказната зошто медиумите се најзлоупотребени во овој контекст, затоа што во она медиумска реалност преку која дознаваме се и по хоризонтала и по вертикала, за она што се случува во општеството, имате само спинувани, односно пласирани информации кои што треба да ги прочитате, малку да ги дотерате, ако воопшто можете да ги дотерате тие, и така се гради реалноста. Во тој контекст... Тоа значи дека повторно сме виновни што на уставните судии не сме ја приложиле реалноста или тие не сакат да видат тоа и да чујат тоа што се збори меѓу граѓанството и што се пишува во јавност. Да ме прашавте дали уставните судии согласно на својот кредибилитет и професионално стигнале до таму до каде што се, можеби би било дискутабилно. Тоа е мој личен став. Меѓутоа, во однос на тоа дека не се способни, а треба народот да им ја каже реалноста, не верувам во таа теза, затоа што ние сме во една многу чудна ситуација, не сега само на две реалности. Онаа трагичната во која што живееме, така како што живееме или животариме е попрецизниот термин, и онаа втората која што се пласира дека се е розово, се е супер. Да го цитираме еден мој колега, ми се чини пред месец дена и токму беше на оваа столче
мојот колега Трајче Стојанов од Штип. Он имаше една фантастична колумна пред некоја недела каде што вели реалноста во која што живееме во наводници или не буткаа да живееме е онаа зелената, каде што дури и урината вели на човекот, ако каже водачот дека треба да биде зелена, има да ја почитувате и вашата урина треба да биде зелена и да ја пиете како зелена и да живеете зелено. До тој степен. Меѓутоа, согласно последните случувања, сега се отвори уште една димензија, тоа е третата, а таа е онаа комичната. Комичната која произлегува од резигнираност. Или обратно, ситуација на резигнираност која води до комично. Колоквијално кажано, нашиот народ тоа најчесто го вели, остај, тоа нели ќе пројде. 3 дена. 3 дена, свако чудо за 3 дана, што велат комшиите од север, нели? И толку. И затоа имаме кратка меморија, затоа што после 3 дена веќе ќе ве наполнат со нови информации. Или со нови случувања, или со нови настани, или со некој си нов тип на занимација и веќе се префрлате од една. Директно да ве прашам, вие верувате, например, дека нема дефекти у избирачкиот список, наспроти, например, податоците на вкрстување, дека судиите кои исто така се јавни битија и политички битија, бидејќи носат, го толкуваат духот на уставот, дека не можеле да имаат сенс од се работи за очигледно злоупотреби од голем калибар и дека баш треба да побрзаат сега и веднаш. Да се вратиме една мала дигресија. Ова не е нова работа. Што сега се случува. Се случуваше и за едно друго време пред 7, 6, 8, колку беа години, нели? Со еден друг председател, во еден друг контекст и така натаму и не зеде толку голем замав затоа што се работеше или барем беше прикажано дека се работеше само за еден конкретен случај. Кај нас проблемот не е со ова што сега се случува толку многу колку што е проблем со контекстот. На мултимедијални настапи, условно кажано и протести и контрпротести, театраликата во која што тоа се спроведува и она што е најзначајно, зошто токму сега народот има една своја изрека вели каде што има чат, има и оган. А тоа многу брзо се виде за неполни 24, односно 48 часа дека ќе настане оган. И сега се враќаме, нели, ако ја пермутираме тезата, председателот би требало да ги помилува, хипотетски кажано, нели, да ги помилува оние кои што средија работа и направија изборна измама пак за него. Харикира. Значи, доаѓаме до таа ситуација. Во најблага форма. Само за еден кога зборуваме. А замислете, сите оние прислушкувани, без разлика дали се стекнато, законски стекнати, незаконски, како и да е, тие сведочат разговори, тоа прислушување, сведочи за првиот тип на реалност за кој што говори. За онаа трагичното во кое што живееме. И тоа трагично е онаа која што треба да го освести народот и го освестува на овој или на оној начин. Така да воопшто не верувам нели дека судиите се слепи при имање очи и при денска виделина и го бркаат глушецот, нели се додека не го фатат. Особено ако се има предвид дека во нивниот правилник стои децидно седницата не смее да биде затворена за јавност, односно за новинарите. Освен ако не дадете доволна причина зошто е тоа така. Во нивното известување нема никаде причина. Кои беа причините? И како вие ги толкувате? Малку тривијални беа. Така, воопшто немаше значи некакво објаснување заради тоа зашто јавноста е исклучена. Во деловникот на Уставниот суд се стојат причините заради кои јавноста може да биде исклучена и тоа значи се многу јасни причини кои не постоеа значи во овој случај. Значи или се работи за државна безбедност, или за службена тајна, или пак за зачувување на јавниот морал. Сега пишува таму во деловникот или за други причини што судот ќе ги одреди, сепак тоа значи правилото е дека седниците се јавни. И ако седницата ако јавноста ќе се исклучи од седницата, значи мора да се даде објаснение за тоа од страна на судот, а не по нечија инструкција како што беше значи опишан. Тоа инаку го викаат ларт пур ларт, нели? Така, значи треба колку да се постои каже одлука нешто на дека судот имаме тоа. причина.
Токму така. И затоа, значи, тоа е проблематично, бидејќи на некој начин воведува некаков арбитраризам, кога самиот суд не го почитува својот деловник и своите одредби. Мислам, што останува од правото во оваа држава? Мислам, која е логиката да исклучуваш јавност, а носиш одлуки токму во име и за сметка на таа јавност? Така, дефинитивно нема никаква Тодоревски, вие сте помлад човек, сте гласеле, предполагам, нели? Да. Или абстениравте како знак на револт кон партиските понуди? Последен пат гласав 2009 година. Епа добро, значи Прилично давно. од тогаш нааму сте имале некаков однос. Сакам да ве прашам, како човек кој се движи меѓу младите, допира до вас гласовите за нерегуларноста, се разменува информации дека има двојни идентитети, тројни, дека на една адреса се по 20-30 луѓе. Вие се пронајдовте во некоја дуплекс варијанта или не? Не. Добро. Ја не се најдов, но да, имам слушнато од други луѓе дека некој друг познава некој трет кој што има конкретно 3 лични карти. Во джеп? Да. И да, тие работи кружат и меѓу младите, исто како што кружат и помеѓу останатиот дел од популацијата, ние не сме изолирани. Добро, Транспаренси денес излезе со една идеја, која практично чука на отворена врата, а тоа е го молите или го упатувате препорака до шефот од државата да не презема мерки или да не подпишува актови за помилување кога се работи за изборни измами, да речам осуденици за педофилија и сите други кривични дела. Тоа значи дека сте убедени, како и премиерот, дека претседателот нема да ја почитува одлуката на Уставниот суд и нема да си ги преземе своите ингеренции? Па доколку се гледа големата слика во целата оваа ситуација, оправдано може да веруваме дека претседателот ќе си ги земе работите во своја рака и може би ќе подпише помилување за некои од постапките кои што се веќе во тек. Но сега ние се решивме да упатиме еден повик до него затоа што во моментов не во моментов, меѓутоа наскоро нему раците ќе му бидат одврзани и тој ќе биде, ако не се лажам, единствениот, мислам дека комисијата за помилување ќе се укине со. Не, тоа деман дека таа и натаму ќе постои. Да, добро, но како и да е, претседателот ќе може да помилува гонети или осудени сторители на кривични дела, поврзани помеѓу другото и за кривични дела од областа на корупцијата при изборите и гласањето, и затоа сметавме дека е неопходно да се обратиме до него, да го повикаме да се воздржи од користење на тоа право. И повторно немаме екзактни податоци за моделите на корупција, ако сите зборуваме дека се купувале гласови, се верификувале гласовите. Дури овде во некоја од овие настапи регистрирав дека ако запнат и ќе ги платат, ќе ги купат изборите. И дека тоа нема потреба веќе од брашна, шекери, 50 евра, 100 евра, дека ќе одврзат кесиња за да ги купат гласовите. И релевантно ќе биде дали се 1.500.000 или се 1.800.000 или избирачкиот список ќе биде доведен во рамките на една нормала меѓу демографските движења, статистичките показатели и така натаму. Добро, врз основа на тоа што можеме да го слушнеме и од прислушуваните разговори, врз основа на тоа што можеме да го слушнеме од нашите сограѓани пред и за време на изборите, да, може да мислиме дека тие може да ги купат изборите. На тој начин, тој модел кој што они го користат е усвари моделот на клиентелизам, во кој што партиите се појавуваат како некој кој што нуди одредени поволности во замена за гласови. И граѓаните на кои што не им е проблем да бидат корумпирани или кои што се приморани на таков чекор поради екзистенцијални причини, се решаваат да посегнат. Тоа е стариот добар познат модел во менаџерството, принципот на стапот или на морковот. Како најдобро се применува тој модел, укинете ја средна граѓанска класа, направете социјална нееднаквост, тогаш многу лесно ќе ги условите и за вреќе брашно.
Вие живеете у заблуда дека ние имаме средна граѓанска класа? Не, јас само го констатирам она што веќе одамна е поминато како факт, нели, за да го изнесам во тезата дека доколку се откријат тие модели, тогаш нема да биде интересно. Ќе ги знаат сите и ќе ги применуваат сите. Тогаш може би и државата би можела да функционира согласно на принципот на Фукујама за 21 век, а тоа е довербата. Тогаш може би и воопшто не треба да се упатува, нели, јавен повик до председателот да пази што прави, затоа што ќе веруваме на таа личност. А може би тогаш и воопшто и не ќе треба Уставниот суд воопшто да дава некоја си можност, кога всушност му ја одзема хуманоста. Некаде денес на Фејсбук на оние коментари го прочитав и како мислење, тоа дека всушност не му се дава него можност, него му се одзема хуманоста. Односно, дека сега, покрај вистинското лице на председателот, ќе се види и она задкулисно лице, доколку биде притиснат, а тоа најверојатно ќе се случи, зашто гарантира и експресноста со која е донесено истото. Она што ни треба, тоа е мој заклучок, она што ни треба е логиката на здравиот разум и доблеста, односно разборитоста. А тоа е стар модел на Аристотел, стар модел за граѓански морал. Ако тоа го имаме, тогаш не дека ќе биде идеално, меѓутоа ќе биде барем подносливо и ќе има услови да се унапредува. Во услови кога немате ниту трунка да екзистирате, односно животарите, илузорно е да го поставуваме, нели, прашањето зашто младите бегаат. Немате никакви услови за ништо. А начинот на кој што се купува и не само, нели, преку вреќа брашно, преку кој да е друг таков модел. Еве јас ќе ви кажа. Јас сум директно во моментот директно инволвиран во еден случај, нема да именувам, нема, нели, да ја откривам таа интересна информација, бар не се уште, бар не уште месец-два. На еден од нашите универзитети пред неколку месеци се распиша конкурс. Се распиша за предмети од моја област, на која што конкурираат неколку кандидати, од кои оној подобниот ќе го наречам. Конкурсот не се распишува за потреба од кадар, а всушност има потреба. Не само на тој факултет, туку и на неколку други. Еден човек е преоптоварен со голем фонд на часови, што дури и законски не е дозволен. И тој бара да се прими уште еден. И тука се гледа можноста, ќе вдомиме некого. А тој некого ќе донесе 10 плюс 10. Гласови или не знам што. Условеноста која е. Значи, после 3 месеци се злоупотребува правото, рецензиона комисија не донесува извештај, одлука. Се формира нова, по ингеренции и за која се вели и оваа нема да донесе, подобро собери си ги документите, нели? Тендираме кон тоа да се укине, затоа што е невозможно вашиот број на поени да го смалиме, а да го накачиме брем на еден од двајцата, односно за тој подобниот. Каде што дури и кривично дело е направено, да деканот, тековниот декан му подпише дека ги задоволува критериумите да учествува на конкурс. Нема бодови ни за тоа. По која логика добил бодови, и му е подпишано, не знам, но деканот е награден со нешто. Ако кажам со што ќе стане премногу... Но, го земам како пример, дека уште еден модел, не мора да биде вреќе брашно, нели, и што и да е друго. Еве уште еден модел. Ама ако ги отвараме овака, нели, за голем број на криминални активности, тогаш не една шутка, не неколку затвори во Македонија, обратно треба. Народот ќе треба да живее, нели, во затворите, односно тоа да биде домот, а сето останато да биде затвор. И имате обратна ситуација. Всушност, клиентелистичкиот модел не се однесува само на вреќа брашно, може да биде работно место, може... Не, оние кои што кај нас најчесто ги користат или се најузурпирани, така наречени најузурпирани модели. И во овој контекст многу е важен и тој моментот на генерална превенција за која што еве вие зборувате и за овие ризици кои што постојат од злоупотреба на таквото избирачко право. Бидејќи целта на казните според нашиот кривичен законник, освен ретрибуцијата и специјалната превенција, ете сторителот да се ресоциализира и да не го повтори делото и сето тоа, значи цел е и генералната превенција. А како до генерална превенција? Најпрвин преку предвидување на казни во рамки на законите и со значи доказ дека таквата казнена политика
функционира. Знаете, со ова што судот ете токму сега, пред избори, и на ваков начин укинува закон кој што забранува помилување токму за избирачки криминал, тоа влија многу на генералната превенција, бидејќи тоа пораката што се пренесува е дека може да се помилува и да не се помилува после на крај, бидејќи нема тој сите да ги помилува, значи председателот не може сите да ги помилува, нема да биде тоа амнестија општа. Се знае, значи, че се помилуваат само некои, тоа, значи, тие најважните, но тоа што е важно е дека генералната превенција ја губите, бидејќи имајќи еден таков алат, значи, токму за спречување на криминалот и за превенција таква, бидејќи нормалниот човек би имал страв да врши такви дела, бидејќи ќе знае дека на ниеден начин не може да се спаси од казната, дури ни со помилување, а вака, како да кажам, значи една дилема и професионална и етички така натаму, врзана која произлезе од протестите и антипротестите и контрпротестите. Ставот на премиерот јавно презентиран дека 2009 е донесен и дека они поддржуваат редукција на правата на председателот за помилување за изборни измами, за педофилија, сите абнормалности и така натаму. И дилемата ми беше, ако тие јавно го поддржуваат тој став, зошто не се приклучија кон протестите на притисок врз така наречените нивни суди да не ги узурпираат натаму уставните решенија и да се доведат во ситуација да имате реакција во јавноста. Дали е тоа морална декаденција или политичка мимикрија? Тоа е морално лицемерие, затоа што однапред знаете дека не се за тоа, во јавноста излегуваат и аплаве лажат, нели? А при тоа ништо не преземаат околу тоа. И тука е тој најболен, барем за народот би требало да биде најболен аргумент на вредата. Затоа што вие народот го срзувате под секоја интелигенција. Погледни ме, можам да те излажам во секоја секунда, а и ти да ми веруваш. Некаде прочита во оние коментари на социјалните мрежи вчера, вели за едно сокче и за еден сендвич. Како да се делеше, вели, телото на Исус и виното за причест. Дојдоа да ги причестат. Малце за доцнето, нели, прочка помина, од христијански аспект погледнато, меѓутоа се уште не е доцна. Имаме време до 5 јуни. Што уште повеќе нервира како факт, пред некој ден беше некој, ми се чини, од овие европарламентарци и така натаму на гости кај нас, кога јасно до знаење го повтори онаа што логика на здрав разум го вели. Не е битно 5 јуни, не е битно 5 јануари. Мора да ја одвоите државата односно партијата од државата, медиумската реформа, нели, избирачкиот список. Попусто ќе правите избори, попусто. Затоа што ќе го добиете контраефектот. Зошто? Како додам да гласам кога за себе си сум пронашол уште 7 двојника? Кој е оној легитимниот? Чиј глас се брои? На кој начин се брои? Тој тип на политичко клонирање допрак ќе го видиме веројатно. Поштовани гледачи, Беса Арифи, Дејан Донев и Петар Тодоровски се мои вечерашни гости. По рекламите ќе видиме зошто Уставниот суд ја скри формулацијата дека со враќањето на правото на помилување на председателот на државата и педофилите може да се надеваат на помилување. Сомнителни се стотина илјади фантомски избирачи. Кој и како ги злоупотребувал нивните имиња. Неприфатлива е амнестија за изборни измами, се огласи Европската унија. Уставна криза и морална декаденција, велат мудрите македонски професори. Дали е возможна колективна амнестија на владеачките функционери за злоупотреби со гласањето? Каде и како председателот Иванов ќе постави барикади за демократската ерозија во Македонија? Кога уставните суди ќе го проблематизираат и специјалното обвинителство, пред или по апсењето на криминалците од власта? Застанавме на провокацијата зошто
во одлуката, или барем се уште не публикуваната одлука од она што е презентирано, како да е сокриено дека правото на помилување се враќа и за педофилите кои предизвика огромна енергија кај ВМРО и кај овие, да речем, христијански вредности на оваа партија, дека тоа не смее да се дозволи така натаму. Сега одеднаш и тоа се враќа на маса, ама да се сокрие од јавноста дека баш и тие се натацна. Колку и да се сокрие, реалноста е тука, бидејќи законите се јавни и сите ги читаат и може многу убаво да се види тоа што стои во првиот член на Законот за измена и дополнување на Законот за помилување од 1993 година. Работата е што еден од проблемите на ова одлука на Уставниот суд, освен експресното донесување и целата таа работа со интегритетот, тесното мнозинство и сето тоа, е дека правната основа, значи навистина е спорна. Е спорна за еден таков висок суд, кој што треба да биде највисок од сите судови и да, мислам, да одлучи за уставноста на сите правни акти во оваа држава. Спорна е заради повеќе причини и нормално ние го немаме уште, значи, видено целосната одлука, можеби нешто ќе се менува во рамки на правните аргументи, но тоа што можевме да го видиме од решението со кое целата постапка започна и со кое, значи, е дадено едно првично мислење за иницијативата покрената за овој закон, може да се види дека, како што вие кажувате, не се спомнува никаде што тоа право, значи, токму што спаѓа под таквото право, туку се, значи, се зборува за тоа како темелна вредност на Република Македонија е поделбата на власта, владењето на правото и сето тоа многу иронично звучи, значи, во целава ситуација, но сепак поделба на правото, на власта и властите не можат меѓу себе, значи, да влијаат. Тоа беше еден од главните аргументи во решението. Сега не може да влија. Добро, значи, но со ова, значи, се дава можност председателот да влија во судската власт. Значи, не може тоа така да се толкува. Знаете, ако не може да влијат и постои еден check and balance систем во кој сакаме ни или не сите три власти влијаат на некој начин на значи еден на друг и во смисол на тоа што контролира да не се злоупотребува власта. Токму, значи, таа злоупотреба на власта е тука клучната работа. Освен тоа, друго нешто што е многу спорно во тоа решение е повикувањето во членот 9 на Уставот, каде што се викат... Не, таму ќе се вратиме малку на тоа. Сакам да ја завршим оваа варијанта. Зошто се сокриени или се потиснати информации кои може да предизвикат реални општествени, етички, па дури и нивни партиски реакции. Дека во чинијата е ставен и актот на педофилот и дека со тек на време можеби ќе дојде и некакво такво образложение, а при тоа ние направивме регистратура јавна на педофили, тие се изложени на посебни мерки, затворски и така натаму. Да, плюс има и посебна, значи, мерка на безбедност, што е тоа хемиското лекување. И кастрацијата. И сега, одеднаш, тоа го криеме, но велиме, ова што вели Ариф е важен балансот поделбата на властите. Што е вашето мислење? Кога веќе они решија да ги укинат измените и дополнувањата на Законот за помилување, се разбира дека за да се овозможи помилување за изборни нерегуларности, беше неопходно да се овозможи и помилување за педофилија и останатите дела на тероризам и така натака. Затоа што не може, ја стварно немам идеја со каков аргумент би можел еден уставен судија да излезе и да образложи дека он сака да овозможи помилување само за изборни измами, а сака неможноста за помилување да остане за педофилија, за наркокриминал, за тероризам и така натаму. Така да мислам дека тука е причината зашто они се решија и тој дел да го сменат. Сега, зошто го кријат, се разбира, тоа е демохристијанска партија и мислам дека тоа не би им се допаднало на нивните гласачи, неопходно им е сега они тоа да го представат како не знам, како некој обид за
како некој обид да го спасат Уставниот суд од опозицијата, од странски служби и така натаму, а при тоа да го сокријат и тоа што се овозможува помилување на случаи на педофилија. И уште е спорно и тоа што значи помилувањето се представува како уставна категорија, а тоа е законска категорија. И тоа е еден значи многу важна работа, бидејќи не е дека со ваквиот начин на како што тоа го предвидуваше законот од 2009, не е дека тоа навистина му се стеснува ингеренциите, туку само таа материја се регулираше со закон, како што тоа значи и во самиот устав има едно пишува. Правничко и политичко прашање. Ако се враќа стариот закон, нели, од пред 2009 година, кој е предложен од владата, тоа е законот од 93-та година, да. Дали сега владата, во се уште овој легитимен состав, може да поднесе предлог за нови измени и дополнување на законот за помилување и да врати решенија кои би ги ограничувале шансите на председателот да се помилува. И дали Уставниот суд ќе се повика на веќе донесено начелно мислење или начелна одлука, или повторно ќе се дојде во ситуација... Како со лустрацијата, мислам. Така ли е? Да не продолжувам. Нема да биде прв пат, знаете. Не е ова прв пат што се случува на Уставниот суд. Добра политичка стратегија може да се искористи како таква. Во најцрно сценарио може да се користи, нели, делот за педофилија и така натаму, може да се користи како добар политички поен и удар. Општо познато е, нели, кога во медиумската реалност, кога барате нешто да заташкате или да го протнете на мала врата, вадите нови аргументи кои што треба бурно да бидат проследени во јавноста и тогаш задкулисно се решава целиот проблем. Значи има низа на стратегии. Согласно на тоа која стратегија или кој модел ќе го одберат по прашањето на педофилијата, по тоа ќе се знае за сериозните намери и на едните и на другите. Макар што е жално, она што, не само жално, изгрозувачко, она што го прочитав по социјалните медиуми вчера и денес, вели, вратете се дома после протести, очигледно мислејќи на овие контрапротести, гушнете ги своите деца и кажете им мама и тато се врати од контрапротести, безбедни сте вие, педофилите, тоа ќе го решаваме нешто подоцна. Односно, ќе го молиме председателот да не ги пушта. Во колумната пишувате дека ние имаме преземено обврски од Конвенција на Обединетите нации за непредвидување на законски ограничувања за гонење на воени злосторства, злосторства против човештвото и така натаму. И оваа конвенција која е ратификувана во Македонија 94 ги задолжува земјите да ги преземат сите мерки во однос на нивните уставни и законски одредби. Мислите ли дека Уставниот суд немал во предвид како се нашите обврски како членка на меѓународната заедница? Јас не знам што мислеле значи судите, но во рамки на ова е еден од најпроблематичните делови на таа одлука донесена од страна на Уставниот суд. Бидејќи добро сите зборуваме за овие тешки видови на криминал кои што имаат, значи сега председателот ќе има право да ги помилува. Секое дело е потешко од другото. Значи избирачкиот криминал е тешко бидејќи целиот легитимитет значи на секој процес, на секој демократски процес се става во прашање. За педофилијата мислам што друго да се каже, мислам за најгрозното кривично дело постои сега таква можност да се помилува лице. Значи за трговија со дрога и сето тоа. Но последната група на дела кои што се спомнуваат во членот 1 на законот од 2009 година се делата од главата на кривичниот законник кој што вклучува дела против меѓународното право, значи меѓународните злосторства, против меѓународното право и човештвото. Сега, во рамки на тие дела, особено за тие што се викаат стрикто сенсо меѓународни злосторства, геноцид, војни злосторства, злосторства против човештвото,
па и некои други, например апартеид и така натаму. Уште од 1968 година постои конвенција дека значи сите држави кои што се членки мислам кои што се потписнички и ратификувачки на таа конвенција имаат значи задолжение, значи се задолжуваат во своите законодавства да не применуваат никакви законски пречки тие дела да се гонат и да се казнуваат. Знаете, ние имаме законска обврска со тоа, бидејќи законот, значи таа конвенција сме го прифатиле, сме го ратификувале во 94-та година и во таа конвенција, значи изречно во членот 4 стои токму ова. Значи, тоа значи дека со враќањето на можностите за помилување и за тероризам и за дрога, така, директно се ја кршиме, значи таа конвенција. Иако е правило дека секоја ратификувана меѓународна конвенција станува составен дел на домашниот правен поредак. Тоа е директен поредак. извор на нашето право, бидејќи судовите според уставот судат според уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори. А освен тоа, ратификуваните меѓународни договори имаат предност во однос на тоа што нашите закони не можат да бидат спротивни на тие конвенции, знаете. И затоа со тоа, значи, ние ги прекршуваме сите тие правила на меѓународното казнено право, со кои токму овие дела за тие не се дава амнестија, не се дава помилување, не застаруваат, пазете, секогаш може да се судат и едноставно за нив не постои имунитет. Тие се правила кои што секој кој што студира меѓународно кривично право ги знае. И со ова, значи, е навистина голем проблем и мислам, навистина е нешто несфатливо како Уставниот суд би донел таква одлука со која директно крши дури и меѓународна когентна норма. Не и се правото, не и се законите, прекршувањето и така натаму. Она што мене ме загрижува е типот на промовирање на посакувано однесување. Тоа значи дека вие одоброволувате во социјалното милје да влезе и таков тип на однесување. Охрабрувате. Каква ќе биде последицата? Тоа е она што мене ме загрижува. Прво, директно врз затворениците. Ќе има бунтови. Како тоа? Вие сте помилувани, јас не сум, тој е, овој не. Не, нема бунтови. И судејќи по Твитер една реакција што е прочита, нели сега тоа станува атрактивно, велат во затворениците во Идрисово и во другите КП домови веќе прават списоци сега на поддржувачи на нивните дела. Еве ви најдиректен доказ, нели, за тип на однесување кој што го промовирате дека е посакуван, дека е одржлив, дека е убаво да се прави и така натаму. Тоа е прво ударно. Што понатаму? Ако не ви функционира социализација, ресоциализација у затвор, нели, следното дело ќе биде потешко и од претходното. Сигурно. Ако овој, простете ми на изразот и на помислата воопшто, силувал 3 деца, кои ќе се врати, ќе силува 6. Јас не би сакал моето да се најде не во тие 6, воопшто, било каде, кај тие луѓе. Зошто? Заради не непромисленоста, напротив, смисленоста на донесувањето на тоа, заради покривање на одредена елита за еден одреден проблем. А тоа е бегството нивно. Бегството од реалноста каква што ја создадоа, бегство од реалноста каква што ја промовираат, а знаат дека не е таква, во третиот тип, во оваа комичната. Во комичната не верувам дека многу добро ќе се снајдат затоа што се... Дали може, дури и според овие, да речем условно, некредибилни досега објавени резултати, неофицијални, полуофицијални од ДИК за бројот на спорните гласачи. Не зборувам за бројка, да останеме на рамништето на минималната 192.000. Де факто, сите досегашни избори изведени со овој избирачки список, со ваков хаос, ги прави сите резултати нелегитимни, нерегуларни. Вклучувајќи го изборот не на оваа власт, туку и на шефот на државата и на сите предпоставени принципи на слобода на изразување на волја, граѓанска слобода, демократија и така натаму. Да, секако, доколку се покаже дека било која власт или било кој претседател на држава е избран врз основа на избирачки список кој што има такви сериозни недостатоци кои што би можеле да влијаат на крајниот резултат, тогаш да, се работи за нелегитимни избори. И тука
Ама треба да ја пробиете шемата и да го докажете тоа. Се останато е на ниво на шпекулација. Да. И многу интересно што цело време се повикуваме на и судот се повикува на некаква еднаквост меѓу граѓаните. Каква е таа еднаквост? Некој да има 3 лични карти, некој да има 1, некој да биде, мислам, сите да имаат право да се помилуваат. Таа ли е еднаквоста меѓу граѓаните? Мислам, правото на помилување не е право. Мислам, тоа е надлежност на председателот, тоа е акт на милост на председателот. Никој нема право да се помилува. Знаете? Тоа, ајде, каде во кој документ меѓународен може да најдете такво право? Човек има право да се помилува за сторените казнени дела. Има право на пресудење, ама не на тоа. Да се вратиме на македонската реалност и бруталност. Дали Уставниот суд со оваа одлука практично го тестира граѓанството за една друга иницијатива која е поврзана со изборните измами и со криминалот, тоа е да ја суспендира одлуката законот за формирање специјално јавно обвинителство. Јас уште во една друга прилика сум кажала дека ова е краен удар. Значи, ваквата иницијатива пред Уставниот суд е краен удар на работата на специјалното јавно обвинителство, бидејќи пак ќе се наведам на пораката која што се пренесува, е дека без разлика што ќе се прави и најубаво да се докажат тие дела, сепак можноста на крајот да бидат помилувани и за тоа толку да се инсистира на овој начин. Значи, сето тоа го прави да падне у вода, значи целиот процес и затоа се. Добро, ама тука има разлика меѓу помилувањето и генералната амнестија. Нема да надонесеме ние акт за генерална амнестија за сите сторители на изборните измами, што би можело да ги покрие актерите од власта. Бидејќи сепак актот на помилување е индивидуален и поединечен. И замислете сега, например, имате помилување за сторени 30 изборни измами. Треба сите тие да ги наведете зашто, колку поединечни акти да формирате. Ја мислам, кај председателот кој треба да работат на шапилограф, односно на штампа за помилување, Сепак и да не се толку, сигурно нема да се помилуваат сите 80. Доволно е само еден да се помилува за да целата идеја, значи на специјалното обвинителство и на целиот овој процес да биде сериозно нарушена. Знаете, бидејќи целиот тој процес треба да има една правна завршница. Правна завршница, да има фер судење, да има докази, да има правна постапка, да има право на жалење, а со ваков начин, значи, тоа може да заврши уште пред да започне и тоа е доволно да биде така само и да биде не еден за еден, за 2, 3, нека биде, нема да биде за 80 мина, но доволно е за само еден да биде и за целиот тој процес да, така да кажам, да биде едноставно нарушен. Донев, мислите ли дека специјалното јавно обвинителство е следниот чин на омаловажување на граѓанската волја на... Дали е следниот, не знам, меѓутоа дека е дел од еден поширок мозаик, да. Затоа што ајде, можеби не со толку голема тешкотија, нели, го поднесоа неговото формирање, туку не пројде ни толку многу глатко, меѓутоа не и толку многу тешко, нели? Освен ако не беше дел од некоја си поширока, нели, слика на кој начин истото подоцна ќе го расформираат. Нешто слично, како дете се сеќавам на времето имаше една таква серија Лапјовра или Хоботница, на српски преведена Октопот, за инспекторот Катани во Палермо и така натаму за криминалната, за целиот криминал што се правеше тогаш. И на крајот, нели, повторно главните мозоци остана или помилувани од историјата на времето или заборавени од историјата на времето, меѓутоа оној најзначајниот дел е дека дури и самата власт ги помилува. Во многу нешта тоа сценарио. И ние имавме еден Октопот од... Не таков, не таков Октопот. Нешто помалку незначаен беше. Не, меѓутоа... Не дефиницијата на Октопот, тука аферата на Тати и сето тоа. Само што ја го гледам од денешен или аспекти од денешна конотација како таква. Дури ова што се прави, нели, не е ништо ново, повторно, ќе кажам. Ова е веќе видено, меѓутоа контекстот во кој што се прави е многу поразличен и тој е оној кој што дига прашина. И целата джева, и целата бука, само актерите се менуваат, а караванот и натамо ќе си врви.
И оттаму е таа моја свесна одлука за резигнираност. Затоа што караванот си тече. Што лично, што колективно, нели, како го доживувам, се вратам на онаа ваше прво прашање, како го доживувам сето, на тој начин. Затоа што караванот и натаму си оди. Не дека тотално треба да бидеме исклучени од се она што се случува. Тоа не ми го дозволува логиката на разумот. Нашата изборна логика тргнува тоа дека секоја промена на резултатот, секоја промена на власт е алтернатива. Нема да прават тоа што го правеле. Ако тоа што го правеле е алиби на тие што ќе дојдат на власт и го прават истото затоа што и претходните го правеле, ние немаме перспектива. Ние имаме само една алиби политичка партиска. Не, јас сум за ова второто, затоа што ви имате црно-бел свет. Немате трета солуција, политичка. Нели? Немате трета солуција. Солидарност за неколку години да, ама сега не верувам. Немате трета. Она старо босанско правило, нели, сиđи мурто, како беше, да дојде оној вториот на власт и така натаму. Обландата е различна. Или начинот на пакување на сето ќе биде различно. Ја не верувам дека нешто драстично ќе се промени. Не верувам. Тоа е тој степен и таа доза веќе и на сериозност, меѓутоа и доза на предпазливост. Добро, ЕПП и се враќаме на завршните поенти на Ариф и Донев и Тодоровски, а тоа е каква е интерактивната политичка поврзаност меѓу вчерашната одлука на Уставниот суд и денешните помалку контраверзни, се повеќе абсурдни резултати за така наречени фантомски гласови кои се регистрирани во избирачкиот список и кои го прават целосно неверодостоен. Само во 24 часа веста веќе не е новина. Вчера одлука на Уставниот суд, денеска потврда или демант на таа одлука со сомневањата за големи, би рекол, манипулации со избирачкиот список или неговата неверодостојност. Без оглед дали се работи за 200 или за 500.000 гласачи кои не се или на исто место или не се со веродостојни исправи и така натаму. Каква е ова политичка перверзија во која ништо веќе во Македонија не може да се случи, а да трае долго? Јас ќе завршам со една реченица сублимат, која го прашале Хегел: господине, вашиот систем не соодветствува на реалност. Тоа толку полошо по неа. Што значи дека во финале, во заклучок би значило силување на реалност. Тоа е тој обид што се прави, а доказот за 24 часа се испорачува, односно се гледа на виделин. И доказот и мотивите. Така. Тоа само го докажува уште еднаш тоа што се, мислам, целиот тој бунт што беше против таквата судска одлука, а што беше толкуван како притисок врз судот, тоа само се докажува дека навистина имаме голем криминал за кој што сега имаме право за помилување. На почеток го прашав Транспаренци, кој го напише писмото до шефот на кабинет, верува тоа дека нема да подпише ни еден акт на помилување? На вистина не би можел да прогнозирам дали председателот ќе се реши да напише акт на помилување или не, но се надеваме дека нема да го стори тоа, барем сакаме да се надеваме. Ако се суди по реакцијата на Груевски, тој верува дека председателот тоа нема да го направи, но генерално целата лицемерство е на сцена. А тоа е дека се поддржува одлука на Уставен суд која е спротивна на нивните законски решенија и одеднаш добивате една слика на општа манипулација. Потврдување на ставот на Волцер, нели, за политичкиот морал, односно бавењето со политика како бркање во каота или валкани раце, нели. Тоа е тоа лицемерие и тоа е најубаво сведоштво, нели, што го имаме во моментот, да едно тврдите, а друго правите позадград. Тоа е веќе и навреда за народот кој што е пар екселанс. Низ Уставниот суд помина, би рекол, доста или најафирмираните македонски правници, економисти, професори и така натаму. До сега, во 25 години, не сум забележал дека еден член на Уставниот суд, уставен судија како
Наумовски да се откаже или да биде среќен што не е дел од овој состав на Уставниот суд, при што не можеме да ги ставаме во ист казан и оние кои гласаа против, но и ја носат одговорноста за одлуката што е донесена. На крајот на криштата, ако има доблеста, нека си поднат оставка. Ако не се согласуваат со овој чин, кој Уставниот суд можеби ќе го направат делегитимира. Дефинитивно тоа е така и ова се историски моменти целава година, значи целиот период е историски за Македонија и навистина е жално тоа што на 16 март токму во историјата на Уставниот суд ќе влезе една таква одлука. Срамна. Ви благодарам многу. Утре сте со Боби Христов. Пријатна вечер.